Сега си знам дека веќе телефоните ќе се запалат од одјавување, но еве, кажете ми уште ова. Јас вчера спомнав, не случајно за апостол Павле, кој имаше свое видение, дека треба да се зачува и се почитува Македонија како име, како се. Меѓутоа, денеска пораката не ја разбрале голем број и политичари, и аналитичари, и експерти за околу ова прашање. Па види, не само апостол Павле, да речеме, сите го знаат тоа. И Света Лидија Македонка, и нејните зборови се биле тие. Мора Македонија да се зачува. Од Македонија, прва жена која, да речеме, била покрстана и која е крајнала да го шира православието. Така. Што мислите за големите земји? Франција, Англија, Германија, Па види, јас... Европа во целост? Да, јас пред исто, пак да го кажам, тоа многу одамна, го имам вака речено дека Холандија, Франција, Англија, овие држави, кои што се имале своји колонии, кои што имат плячка на овој народ гњавено, во Индија, да речеме, Африка, таа енергија се враќа назад. Затоа Франција, Англија, од планините ќе кажуваат, Париз е француски, Париз ќе уште за 10 години црн, 90% црн и жолт ќе биде. И повеќе. Нашата рецепта за Бадентерово мнозинство, да кажеме, ќе мора тамо да го внесат. Исто и тие држави, зашто пак сме ние огледало на едината што доаѓа на земјата. Исто ќе најде и Лондон, ќе го најде. Лондон, 91 година, кога бев таму, кога имав начин да се опуштам и не повтори повеќе да одам, не сум отидел таму. Викам, сега, како што ги гледам, енглезите ги така нема. И јас викам, за 100 години овие држави, може би само тука таму ќе има по некој од нив, нивните држави ќе се населят странци. Кажете ми што за гробот на Александар Македонски. Па јас сум многу расположен да створиме една екипа и ќе го најдеме ние гробот на Александар Македонски. Да собереме од Македонија феномените, ни треба месец-два да се затвориме и со тоа енергетско патување ќе стаснеме точно кај. Времето е да дојде и тој на површина да излезе. Дали сме далеко или близко? Ние сме секој пат близко, али знаеш како сепак сме далеко. Затоа викам, треба работа на тоа. Јас не можам како единка треба да... Од што зависи таа организација? Пак треба да речеме од сите нас. Да се створи една екипа, да тоа се работи. Има ли проблем да се створи така? Па има проблем. Од кого? Па секој пат политиката е умешана кај нас. Ако ви предложат некој дека ќе ви помогне? Само на збор. Знаеш како тие нашите политичари имат еден збор, не се секирај, зелена трева ќе излезе. Издржа оваа година овие избори, пак ќе биде добро. Значи остана само ветување. Само ветување. Да. Еве гледачи имаме, ние ветуваме дека ќе ги вклучиме, повелете од програмата. Кој се јава? Добар ден, Јасмина од Скопје. Повелете? Би сакала да го прокоментирам предлогот на премиера за референдум. Референдум за името имавме на 8 септември 1991 година, кога народот во апсолутно мнозинство се изјасни за самостојна и суверена Република Македонија без додавки и придавки. Одлуката на референдумот е задолжителна за сите без исклучок. Затоа нашето политичко раководство треба веднаш и безусловно да ги прекине разговорите за името. Нов референдум не е потребен. Доколку направиме кратка реминисценција на референдумот за територијална поделба од 2004, ќе дојдеме до сознание дека референдум во моментов е многу опасно решение. Против новата територијална поделба, која патем речено им одговараше само на албанците, застанавме само 400.000 македонци. Додека преостанатите решија да си го послушаат раководството на СДСМ и ЛДП. И консеквенца нормално беше неуспешниот референдум. Господине Томиќ, да. Доколку во моментов се спроведе референдум, се плашам дека ќе се повтори истото сценарио. Единствен спас постои во гласање на диаспората, но тоа за сега е само предлог закон. Албанците ќе го поддржат промена на името, првично заради експресно влегување во ЕУ и НАТО, бришење на границите и така и де факто и де јури ќе се имат голема Албанија. Впрочем, војната во 2001 и беше војна за територии и за остварување на тој нивни сон. Членовите и симпатизерите на СДСМ и ЛДП исто така повторно ќе се го послушаат раководството. И така ние 400.000 патриоти ќе бидеме надгласани. Па би го прашала премиерот што потоа?
Додуша решен спор со Грција би имал, а одговорноста би панала на грбот на народот. И од сето ова произлегува дека референдум не треба да има. Двојната формула е идеално решение и од неа не треба да се отстапи. Да не заборавиме дека Македонија е најстар топоним на светот, постар нема. И како генерација ние немаме никакво право да го бришеме. Сме издржали и римско, и турско, и српско, ќе издржиме и надвор од ЕУ. А што се однесува до НАТО, па наши синови и не треба да гинат за туѓи интереси. Благодарам, пријатно. Благодарам многу и за вашата анализа. Беше интересна анализа во секој случај. Предпоставам дека нашата соговорничка беше исто така соговорник во една од претходните емисии, доколку милува да ја остави својата адреса, би ја поканила гласот на народот да говориме и за други теми. Почитувани, доколку имате можност, повелете, поставате прашања. Кој е коментарот за и околу еве референдумот? Не сме да имаме референдум. Нашите млади, кои се револтирани, први ќе гледат да избегат што поскоро тука, ќе гласат. Така, да вклучиме. Гледачи, повелете во програм сте? Кој се јава? Дали се слушаме? Почитувани, знам дека и овој пат. Ало? Да, во програма сте, повелете. Добар ден. Да, Поздрав до гостинот и до вас. благодариме. И би сакала да ми каже, ако е во можност, дали може да ми предвиди кај се парите од урбаната мафија во Миновска Луиза Азманова. Вака, јас не се, пак да не емисијата носим во друг правец. Не сум да предвидам кај се парите се знаат прави. Типсијата изедена, али мислам баниста изедена, типсијата стои. Парите се знаат, како се тоа не е мој доме, за тоа јас не би можел ништо да кажам. Так, благодарам многу. Јас ќе ве замолам, доколку имате конкретни директни прашања, повелете, молам, лични прашања, ќе замолам да најдам на разбирање, не поставувате. Повелете во програмата. Добар ден, господин Томич. Да, добар ден. Петар Фицовски, Пепи Мтв у пензија. Повелете. Колега, како си ми? Добро. Добар, браво. Поздрав до гостинот. Ви пожелувам успех да се дигне МТВ на ниво. Ево вака, мојот предлог, двојната формула е многу убаво на господинот Груевски и понатаму ќе свати Грција и историски ќе се докажи дека сме ние македонци. И Грција ќе не прими како Република Македонија или Македонија, понатаму. Тоа е